Пред почетокот на новата учебна година во Основното училиште Свети Кирил и Методи се реализираат активности за подобрување на условите за работа и учење во училиштето. Ова беше причина денеска директорот на Основното училиште Свети Кирил и Методи Даниел Кралев да одржа пресконференција за медиумите, на која ги информираше за сите реализирани активности и оние кои што се во тек. Во текот на овој период во нашето училиште се започна со целосна реконструкција на санитарните јазли, на приземје и на меѓукатот во училиштето. Со тоа ќе бидат офатени буквално сите санитарни јазли како за учениците, така и за вработените. Овој проект е проект кој што е добиен од страна на Министерство за образование и наука и е во вредност од 33.000 евра. Но освен овој проект, во тек се уште неколку активности кои што се одвиваат во нашето училиште, а тоа е оградување на училиштето во подрачното училиште во село Горни Подлог со сосема нова ограда. Во изминатиот период се распиша тендер за набавка на нова ограда за поставување во ова училиште. Моментално сега се во тек активности за подготвување на подлогата, бетонската подлога на која што треба да биде поставена оваа ограда, а веднаш по завршувањето на овие активности се продолжува со хортикултурно уредување на дворот на ова подрачно училиште. Исто така, во овој период, моментално во нашето училиште се одвиваат активности и за подобрување на системот за затоплување во централното училиште, на тој начин што сите застарени радиатори се заменуваат со нови, но исто така се пуштаат и нови линии на кои што ќе бидат приклучени нови грејни тела, се со цел да ја зголемиме топлината во секој едно просторче, во секој едно катче од зградата на централното училиште. Во текот на изминатиот период, исто така, во нашето училиште се набавија и доста нови наставно-образовни нагледни средства и помагала, со кои во голем дел ќе се осовремени наставно-образовниот процес во нашето училиште. Од активностите по сите овие аплицирања со плод вроди аплицирањето и барањето за реконструкција на кровот на централното училиште, бидејќи станува збор за огромна покривна површина на зградата на централното училиште, и сумата за реконструкција на целокупната покривна површина е огромна, Министерството за образование и наука одобри само 13.558.022 денари за делумна реконструкција на кровната површина. Промената на целокупната кровна површина ќе се одвива во неколку фази. Во текот на изминатите денови бевме информирани од страна на Министерство за образование и наука дека конечно е одобрен проектот за реконструкција на кровната површина во централното училиште. Тоа е еден проблем со кој што нашето училиште се соочува доста долг временски период. Меѓутоа, сега, како што добивме информација од Министерство за образование и наука, во текот на следната седмица веќе би требало да започнат и подготовките за градежните активности кои би се одвивале со цел да се направи една целосна санација на централниот кров во централното училиште. Во текот на следниот период ќе се реализираат и низа активности за уредување на дворните површини во централното училиште и во подрачното училиште во Горни Подлог, со поставување на нови клупи за седење на учениците во училишните дворови и хортикултурно уредување на целокупната дворна површина. Во меѓувреме, во соработка со Основното училиште Свети Кирил и Методи и секторот за изготвување и реализирање на проекти, се работи и на изготвување на целосна проектна документација за реконструкција на спортската сала која е во склоп на училиштето.